Зошто со ребалансот не беа предвидени сите тие средства кои сега се префрлат на другите ставки? Знавме и тогаш дека капиталните не одат баш добро. Немаше реализација ни тогаш. Значи, зошто сега, неколку дена пред истек на мислам, еден месец пред истекот на годината, се прави ваква прераспределба? Дали беа сгрешени проекциите тогаш? И сега се наоѓаме во една ситуација дека имаме нов буџет, чии проекции ги правиме врз база на овие. Ако знаеме дека 85% од даноците, односно реализација на приходи и расходи во буџет, во моментот е 85%. До 100% имаме уште 27%. Вие зборувавте, тоа имавте вчера прилог, видов за личниот доход во кој што се спомнуваше, но она кое што е важно и секој економист го знае дека доминантното полнење потврди или приходите, тоа сакам да прашам. Тоа сакам да го кажам. Доминантното полнење на државната каса е од два даноци. Тоа е првиот даноци се собираат од управата за јавни приходи, а вториот се собира од царинската управа. И јавни приходи во УЈП и царина имаат неспоредливо повеќе наплатено средства од тоа што било пред ние да дојдеме на власт. Така што не се согласувам дека државата не си ги наплаќа даноци, државата си ги наплаќа согласно закон. И второ, спомнавте капитални инвестиции, мислам дека како се правени капиталните инвестиции до пред една или две години, можеме да дискутираме, но на кое што секој еден човек кој што не следи, кој што не гледа, мислам дека му е јасно дека за прв пат оваа година, доколку отиде до Охрид, гледа да се прават 2-3 нови автопати, претходно тоа не се случуваше, само исчезнуваа пари од државната каса, а при тоа на терен немаше ништо. Секој кој што оди за Битола гледа дека и таму се работи, во општините практично нема општина во која што нема 4-5 сериозни градежни зафати, и според мене тоа се капитални инвестиции. Според мене капитална инвестиција е тоа што граѓаните го гледаат, тоа што има додадена вредност на нашиот живот, и јас сум спремен со бројки во текот на емисијата да разговараме колку средства и колку проекти капитални се направени во поглед на автопати. Сега имаме проект за железница, оваа прераспределба, и тоа е вредно да се спомене и да ги судриме практично копијата низ фазата на аргументите и на фактите. Така,